Притисок, да. Недорева, да, бидејќи 22-3 години до тој момент разни луѓе доаѓале во МЗТ со истата амбиција и тие разни луѓе не успевале. И тоа биле луѓе и тренери кои биле подобри тренери од мене и појаки спонзори од тоа што го имаше МЗТ во можеби во 2011 и нормално дека кога тоа е година по година кај што ти не успеваш, нормално дека има недовреба во сите и моментот кога тоа беше мое трето враќање во МЗТ, кога прифатив, знаев дека таму нема ја да кажам го сакам тој и дека сите ќе ми веруваат на тоа. И тој момент беше најтешкиот, после нели сите вела дека таа на моја изјава дадена на првата пресконференција дека на 1 јуни МЗТ ќе биде шампион, дека таа била причина за тој притисок. Не, тој притисок ќе беше и така и така. Играш тој надпревар број 5 во Кавадарци, кога цел аеродром сака да дојде 6-ти надпревар за да се освои титулата во своја сала. Од друга страна Гечевски ми вика кажи им таму ако ние не победиме денеска дека ја толку ме боли ногата, нема да играм 6-ти надпревар. Ацо ме разбуди мене, јас го разбудив Босилков, Босилков го разбуди Ивица Коневски, кој што исто така има огромна улога во целава оваа, затоа што па од позиција нели на градоначалник, тогаш клубот преиде во општински раце, се направи нели трансформација според законот за спорт и едноставно тоа беше екипа која што навистина сама си го постави притисокот дека треба да бидеме шампион. Ме разбираш? Значи, мојот прв муабет со Ивица Коневски беше колкав буџет ни треба за да бидеме шампиони и да не изгубиме ни едну такмица. Ја викам 2 милиони евра. Чекај се. Викам да ги најде. Да, и 2 милиони евра. Не, поентата ми беше дека Ивица треба поставиме систем. Тој систем да почне да работи, да продуцира за да на крај добиеме крајен производ што се вика шампионски титул. Затоа што претходно МЗТ имал 2 милиони. Ама не освоил титула. Во спортот ти не можеш да кажеш еве јас ќе давам сега 2 милиони, 5 милиони ова и јас сум сигурно шампион. Не бива така. Гечевски и Чековски беа столб на екипата. Во тоа време ние ги земавме странците да бидат помошно одделение, како што викаме ние. Ние секогаш акцентот сакавме да го ставиме на македонските играчи повеќе. Тоа беше све да се покаже дека МЗТ гради едни стабилни темели. Немаше надпревар кај што салата не беше полна. Збориме за преполна сала, надпревар со работнички, тоа е веќе оној момент ние почнуваме веќе да победуваме. Уште поголема еуфорија, со кола идам, значи тоа е 2 часа пред надпревар, реќе луѓе на 2 сата пред надпревар. Кога раскажуваме вака сите мислат да види ги овие сега какви случува лесно по толку години. Тоа е тоа што се случуваше во тоа време. Тоа е таа еуфорија што имаше. цело Скопје за таа прослава потоа во Бисер. Уште сега памтам Гечевскиот позади во автобус како викаше дека погрешен пат возиме.
пекарот таму, се сликаме нешто со пекарот и во тоа време не сваќа што се случува во Скопје, бидејќи тоа е 2012. Да. Ги немаш ова телефоните, веднаш пристап. Знам, тој ми прати слика, Џоле ми прати слика со автобусот, брендиран со МЗТ шампиони, што да знаев дека го прават пред финалето, ќе им кажев да не го прават. Против урод. После финалето немаше време да го направиме, така да. Знам, дојдовме до таа патарина, веќе на таа патарина почна малку да ни станува јасно што се случува. Таму имаше некои 40-50 коли со навијачи, моторчиња. Дојдовме до првата бензинска, таму беше паркиран автобусот, таму беа и Посилков, и Џоле, и Коневски. И после тоа што следуваше, вака на слики кога го гледаш супер, меѓутоа да си у центар на таа гужва не баш лесно. Тоа беше аеродромски дочек на хероите од Литванија, како да кажам. Значи, буквално беше пресликано, само што беше локално во аеродром. Значи, буквално се навивачите, како што кажа Ацо, дојдоа до првата патарина, па не следеа до таа бензинската на влез во Скопје, каде што играчите предоа во тој двокатниот брендиран автобус, МЗТ шампиони и сите тие работи. Блокирани беа булеварите во аеродром пред Бисер. Кога пристигнавме со автобусот, веќе на автобусот имаше навивачи кажани уште на бензинската, значи не можеше, толкава беше таа еуфорија што сите сакаа да бидат дел од прославата. И реално сите заслужуваат да бидат дел од прославата, затоа што кажам еден успех го чинат од Никола и Крсто, кои што беа домаќини во салата, економи, чувари, како да ги кажеме, домари, до најголемата звезда. Значи сите бевме предодредени на тој успех. Пристигањето во аеродром, пак ќе го споредам локално со пристигањето на плоштад на кошаркари. Значи мислам дека сите кошаркари беа воодушевени и тогаш го сватија моментот на освојување на титула за аеродром, затоа што Гечевски, Чековски, Стојановски, да, и он се работнички имаше. Значи имаше многу играчи кои што имаа освоена титула, но прв пат го сетија што значи титулата за аеродром.